Во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, Средното општинско училиште Лјупчо Сантов од Кочани и партнерското училиште од општина Врапчиште, Средното општинско училиште Неготино од Неготино, денеска реализираа заеднички активности во Кочани. Денес имаме посебна чест и задоволство да ги угостиме за прв пат во практичниот дел нашите драги пријатели од општина Врапчиште, а именно денес ни се гости представници од училиштето, градоначалникот на општина Врапчиште, со цел да ја реализираме првата активност од низата активности кои што се дел од проектот за меѓуетничка соработка. Именно денес се планирани две работилници. Една работилница стереотипи и предрасуди, која што веќе е во тек, другата работилница е за од делот на ликовна уметност со практична работа, а во спортската сала во основното училиште Никола Карев ќе се одржат два спортски надпревари во намешани екипи од ученици од училиштето во Врапчиште и училиштето Лјупчо Сантов, надпреварот во одбојка и надпреварот во футсал. За директорот на Средното општинско училиште Неготино од општината Врапчиште Раин Касими, денешната средба е можност повеќе да се продлабочи соработката меѓу двете училишта, бидејќи искуството од училиштето од Кочани за нив е добре дојдено на секој план. Ние сме едно училиште албански, а ваше училиште во Кочани е македонски. Усеите прв кој почна на овој проект и ние ги поздравуваме. Од едно ги поздравуваме и директорот на училиште и двата градоначалниците. Бајрам Кадреја и градоначалникот на општина Кочани. Денеска нас е втор пат и се сакаме да овој проект наставља понатаму како почна. И имате резултати? Резултати се види на терен, на директно на маса. Значи, ние сме презадоволни на овој проектот и велиме дека ќе настави натаму. Градоначалникот на општина Врапчиште Бајрам Кадрију ја истакна досегашната соработка на локалните самоуправи од двете општини, а најави соработка и на образовен, културен и спортски план. Па ние како општини со низа ингеренции сме еднакви, и руралните и урбаните општини сме еднакви, така да во многу наврати може да имаме и секојдневен контакт со законите за локална самоуправа, имплементацијата практично, секој со секого е поврзан, секторите меѓу себе, но во образовниот дел ние повеќе сме биле заинтересирани, пошто сме имале потреба ние како нова гимназија, ново формирана гимназија, веќе четврта година во општина Врапчиште, сме имале потреба од поддршка на гимназии со традиција, така да со општина Кочани многу ни била во помош тоа да го следиме и меѓу етничката соработка поддржана од УСАИД и од двете општини, така да и учениците најбитното што е дружењето меѓу нив и во образовен систем па и во приватниот живот. Значи тоа влијае кај младите и тоа ни е поентата повеќе. Верувам дека и во други наврати кога ќе имаме прилика и во други сфери да имаме соработка првично со општина Кочани, па после и со други, што преку ЗЕЛС, преку разни контакти ние сме едно. Тоа кај нас повеќе влијаеше да од урбаните средини и од урбаните општини земаме малку и поддршка и во нашата институција, како примери што веќе тие ги имаат од поодамна, а како што кажав и гимназијата, па и општина Врапчиште е поново формирана општина, веќе од 2005 и верувам дека секогаш ние ќе имаме потреба од поддршка, а имаме и што да даваме. Пример, во ликовна уметност, во спорт, имаме таленти што можда немале прилика да се покажат до сега и сега веќе станува све поврзано. Мене ми е втор пат што идам во Кочани и многу ми е мило што ова соработка веќе стана меѓу човечка, меѓу ученичка, меѓу колегите и ќе дава сигурно и резултати во иднина.
Денешната средба во Кочани заврши со ревијален надпревар во футсал и одбојка со учество на екипи ученици од двете училишта и со заедничко дружење на учениците и наставниците. Наредната средба во рамките на овој проект ќе се реализира на 31 март оваа година, а домаќин ќе биде Средното општинско училиште Неготино од општината Врапчиште.